Дистрикт, цел престудио, интервју на Зоран Иванов со Ѓунер Исмаил. Википедија за Ѓунер Исмаил. Од Битола, политичар, обштественик, издавач, публицист, театарски рецензент, новинар, колумнист, завршил филозофски факултет на УКИМ, соосновач на влијателниот политички магазин Форум, подоцна Форум Плюс, министар за култура во владата на СДСМ, со пример Бранко Црвенковски, прв владин портпарол. Речиси идентична содржина и во енциклопедијата на Ману, која од некои веројатно само некакви лукративни причини се уште официјално него здогледа светлото на денот. Ѓунер Исмаил, добре дојдовте во Цивил прес студио во Дистрикт. Добро најдов. Да почнеме од почеток, од најсвежото. Да. Како сте? Добро. Пензионерски или работно? Ако во денот дува ветер, сум многу добар. Ако не дува ветер во Скопје, овој град знае да биде и ужасен. Мислите на природен ветер или на политички ветер? Не, на природниот ветер се Добро, разбира. политичкиот ветер со локални избори што туку заврши. Нормално имавме и денови турбуленција околу владата, но моето почетно прашање е од тој политички аспект за Ѓунер Исмаил, што се случи со локалниве, некое непредвидливо цунами, анкетите не предвидоа ни толку мала изгледност, ни такви драстично големи резултати во полза на опозицијата, или некој пуџдане од калето, некој заговор, или толку се луѓето демотивирани од власта? Сега, тука има неколку тези, неколку филма. Се разбира прво, прашањето на излезност и неизлезност во Македонија е проблем се додека го имаме оној избирачки список кој што е сега. Ние, како што видовме, статистички завод изброја некаде дека сме 1.800.000, а самиот избирачки список е 1.830.000. Тоа е еден проблем, така што јас никогаш не оперирам до крај, подпирајќи се само на статистиките од Државната изборна комисија дека излегле толку посто, волку посто и така натаму. Но, евидентно е сепак дека во некои изборни места, особено, дека има помала излезност отколку што би била добра, односно очекувана или посекувана за една демократија. Тоа е едно. Второ, во избори во кои што има два круга, вообичаено постои тој ефект на инерција. И таа инерција ја видовме тука во Скопје особено, каде што всушност во вториот круг не само што се потврдија резултатите од првиот круг, туку се појачаа фактички. Добро, се појачаа и на страна на тие што победија и на тие што изгубија, има еден малку поголем. Тоа е малку обратно пропорционално од традициите. Па не. Мотивот е за вториот круг обично постапно добро. Овој пат локални избори па веројатно се селектира, па само за градоначалници, за персони се гласаше. Може би тоа беше мотивот за поголемата излезност, но се добро, македонските гласачи и не се неписмени гласачи и тие во принцип ги препознаваат и индивидуите како носители, односно како репрезенти на одредена политичка структура или партија или коалиција и така натаму. Така што но важна е личноста. Да, важна е личноста, но важна е таа личност кој ја носи. Добро, што мисли аналитичарот Исмаил? Ме интересира примерот, ќе ги оставиме помаливи општини, на Скопје и на Битола. Битола излезе со тројца маркантни кандидати. Социјалдемократскиот сојуз не ја кандидираше до сегашната Петровска, излезе со нов кандидат, Либерално-демократската партија излезе со кандидат. Се поделили тука гласовите и ВМРО ДПМН како натачна се ја доби Битола, или што и да се случеше, кој да беше кандидатот, опозицијата ќе ја добиеше Битола. Па и Скопје. Добро, сега ова е на релација на тоа што би било, кога би било, но во принцип, ако не беше кандидатот на ЛДП во првиот круг сигурно дека кандидатот на СДСМ ќе водеше.
Дали ќе беше доволно да победи во првиот круг или не знам. Не би можел да не влезам во таа калкулација. А во вториот круг веќе беше јасно дека ќе се прелеат гласовите и дека таму ќе има мобилизација на анти-СДСМовското гласачко тело пред се. И второ, во Битола евидентно е градоначалничката и покрај многу квалитети што ги има, таму ја препознаваа и нези ги насадија сите неуспеси не само на тоа што се вика кумулативна историја. Се кумулира се врз незин грб и односно се врз грбот на кандидатот кој што СДСМ го номинираше за Битола. Се надевам набрзо ќе биде и таа тука во дистрикт, па ќе објасни подетално што мисли таа што се случило всушност. А Скопје требаше да истрча со друг кандидат, Социјалдемократскиот сојуз? Не. Јас мислам дека Петре Шилегов беше добар градоначалник. Успеа толку колку што можеше во рамките на сите зададени граници кои што му стоеа на патот. Прво наследи град после 11 годишно, тоест 12 годишно харање на барокеризирање, нели? Барокеризирање во овај град се случи и најголемиот злостор фактички врз целата наша земја. Наследи Галиево Вардар. Еве со се Галиево Вардар кој што се круна фактички на сето што се случи на целата држава. Али Скопје беше концентратот, така да се каже, бидејќи тука не мислам само на проектот, злосторничкиот проект Скопје 2014. Скопје, знаете, Скопје веројатно ноќе 500.000 жители, да речеме, или 600. Тој дење сигурно е двојно поголем. Во овој град се концентрира цела држава, сите други градови фактички се слеваат, почнувајќи од најелементарен преглед во клинички центар или во приватни болници. До најмалите бизниси, веројатно, нели? Па до најмалите бизниси, до огромната администрација која нели ја исполнивме, или ја исполнија, како сакате, кај што реки од автомобили сакате од Велешко-Кумановска страна, сакате... Со два збора, сообраќајот во Скопје метежот преку ден не може никој да го следи, но за викендите е бар порелаксирано. Но сепак, значи, зборуваме за тоа дали требаше кандидат или не требаше друг кандидат. Јас мислам дека Петре Шилегов беше многу добар кандидат, но важноста и вредноста на проектот, оти станува збор, сепак проект, некој дури би навлекле во една по-сериозна квалификација. Операцијата на рушењето на оваа структура Заев и компанија, очигледно сите сили ги концентрираа сепак во Скопје. И тоа се случи. Сега зошто е тоа така и како Тие сили ги лоцирате само во опозицијата или ајде малку да оговарам, да озборувам што се вели Скопската чаршија по кафолињите и рестораните зборува за бранковисти и заевисти. Што мисли Ѓунер Исмаил прво за тие термини и за тие изрази и дали некоја внатрешна СДСМовска опозиција помогна Данела Арсовска да стане градоначалник на сметка на Шилегов, а и воопшто на ниво на државата? Не може да станува збор за група. Значи не зборуваме за организиран систем не може да станува збор. Не зборувам за група, да организиран систем е едно, не зборувам за група која што еве за потребите на моабетот ќе ја крстиме као бранковистичка, да речам. Едноставно не постои таква група. Но постојат поединци или личности или ликови кои што се здружија со сета оваа групација која што сакаше да ја одработи да го одработи паѓањето на Заев и дружината. Кои се мотивите? Па видите да ви кажам, Македонија со Зоран Заев... Византиското во карактерот на Македонија. Македонија со Зоран Заев на чело на владата
ја помести НАТО границата за 160 км по-на север. То не да е голем мотив, не да е доволен мотив, туку е огромен мотив. Второ, Чекай, ако добро ве разбирам, алудирате на надворешни влијанија. се разбира, па кога елементарното познавање на историјата ќе ни каже дека овдека, на оваа географска ширина, секогаш надворешното влијание било присутно е и ќе биде. Да, супер е тоа, но пак ќе ве вратам да приземниме малку околу ова конфликтите во Социјалдемократскиот сојуз. Вие сте добро познавач на состојбите во партијата, претпоставувам, како долгогодишен и член и активист и така натаму, и сега и проследувач. Веројатно, може ли да се каже за овие избори дека една СДСМовска струја на вистини беше контра заевистите, еве вака фигуративно да се изразам, и контра СДСМ како политичка опција која треба да освои што помалку гласови на овие локални избори, за да се заврти вниманието на внатрешните прашања за некаков утрешен конгрес, може би и смена на власта во партијата. Генерално не постои таква струја, но кога ќе навлезете во детали, ќе видите дека од место во место може да се зборува за некакви групации кои што работеле, ама едни против други. Зборуваме за тие врхушки, Некакви джепови по локални врхушки, па дури и тука локални врхушки по општините, па и во градот ако сакате, така што, но тоа не е нешто кое што може да се крсти како мрежа. Значи во Социјалдемократскиот сојуз сигурно постојат членови на кои што, еве, политиката на Зоран Заев можеби не им се допаѓа или се незадоволни од тоа што како се позиционирани во партијата, мислат дека треба да бидат поинаку позиционирани и така натаму. Постојат такви луѓе и луѓе дури кои што се подготвени да работат против интересите, иако е груб зборот, интересите на партијата, но ова политичките партии се сепак на крајот на криштата репрезенти на некаков интерес, на политички интерес се разбира. Според тоа дека такви ситуации постоеле, сигурно дека постоеле, но тоа е веќе во рамките на демократските разбирањето на демократијата. Во овој дел на анализата за темата, ако добро ве разбирам, може да станува збор за поединечни карактерни особини и некакви джепчиња или джепови по разни локални средини кои може би до некаде и повлијале на тоа. Ова што се одвоја независни листи, тие се главно поранешните гласачи на Социјалдемократскиот сојуз генерално, може да се извлече таков заклучок според профилот на луѓето кои ги пропагираја тие листи. Не би ги генерализирал, значи некои независни листи се токму такви какви што ја го карактеризиравте, значи на луѓе кои што биле 2017-та особено гласале за кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз. Некаде станува збор за класично недоразбирање, односно несогласување со тоа кој да биде кандидат. Ако гледаме, се извинувам, за политичката генерална карта на овие локални избори, од десницата, од страната условно да речем на ВМРО, ДПМН или воопшто на ВМРО, на сите тие партии, не се појави таква листа со ликови профилирани како десничари. Имавме порано и кај Филип Петровски за, не знам, демократска десница и кај некој. Овој пат на овие локални чувството е или сознанието повеќе дека таа лева провиненција беа составени тие листи. Сакам да прашам дали може би тоа дополнително влијаеше врз резултатите на... Знаете, кај десницата прво тој елемент на граѓански активизам отсуствува тотално. Како прво, како второ, и тие кои што инклинираат со размислувањата кон десницата, си ја добија левица како алтернатива и тоа е фактички субститут на она што кај либералниот дел на населението, на граѓаните или гласачите. Разбрав, го изумив тој факт, благодарам ме подсетивте. Да, и се тие нормално се викат, мрзиме албанци, добро е, одлично,
мрзиме СДСМ многу добро, одлично, баш и со ВМРО нешто не сме срекни така Со натаму. новото ВМРО, новото Со раководство. ова ВМРО или со новото раководство и еве ги овие левица, нели, левица во наводници се разбира, и тоа е тоа. Сие имаат левица тие шо ки независни листи, пледоаје или пледирање на независност, самостојност, дури и антиестабилишмент размислување, такво нешто кај луѓето склони на условно речено десничарски размислување или просудување на стварноста или на општеството или на политиката, се небитни. Така, со одговор за реченица 2 ве враќам во Битола. Дисторзија ли беше, диверзија ли беше тоа што Либерал-демократската партија, министер кандидат за градоначалник од владата на Зоран Заев од коалицијата, истрча во Битола. Вообичаено ли е тоа во политичкиот живот еве и во другите земји кај нас? Тоа до сега не можам да се сетам дека се случило на таков начин. Како што отидоа во двете коалицијски партии практично во пораз во Битола, во вториот значаен град за Македонија. Па не знам дали сме свесни, но оваа земја од кога е осамостоена ја управуваат коалиции. Во коалициите, односно во оваа последнава коалиција или предпоследнава и последната коалиција, тие се кретки коалиции во кои што политичките партии влегле заради тоа што сепак имат генерално идентични или приближно идентични ставови со сениорскиот партнер во коалицијата, овие се сите според политиколошкиот речник јуниорски партнери. Јуниорскиот партнер што така настапи во Битола е еден друг доказ фактички. Тоа не е доказ само за тоа дека е дисонантен од главната, од сениорскиот партнер, туку доказ дека локалните избори сепак се локални избори. И дека тие, сушност, ако ги концентрираме на тоа што им е работа и задача и дури според законот за локална самоуправа, тие не може да имаат врска со тоа. Исмаил, Тони не се да персонизирам од индивидуален карактер. Министер во влада истрчува да биде кандидат за градоначалник, ја губи битката таму, си останува министер во влада. Добро. Толерантно е тоа, природно е. Вие да сте премиер, би го издржале тоа? Зоран Заев го издржува затоа што Зоран Заев има тенко мнозинство во парламентот, како прво, како второ, воопшто не станува збор за лош министер. До сега ние не слушнавме забелешки на работењето на тој министер кој што беше кандидат за градоначалник, напротив, барем јас не гледам нити слушам нешто, дури градоначалниците на СДСМ досегашните соработуваа одлично со него. Според тоа, зошто Како да си не? се договориле во коалицијата така. А едно, може би пожешко сега, прашање. На самиот почеток на кампањата на локалните избори, двајца екс-председатели на државата и еден актуелен председател се огласија со остри критики за власта, олицетворена во Зоран Заев, за корупција и такви дејанија. Природно ли е тоа? Дали тука може да се најде, кога на почеток ја отворивме темата околу влијанието на некакви джепови, но сега да има некоја навистина структура организирана која сака преку избори по цена да победи опозицијата да биде срушена актуелната власт? Јас во друга прилика, на друго место, исто вака пред микрофони и камери, кажев неколку размислувања околу тој организиран настап во Ману. При тоа едниот настапи ин виво, во живо, другиот некако се уклучи дали преку Zoom платформа или не знам како. И за да подоцна дури од некакво чудно место неколку стотини мејл адреси го добијат интегралниот текст на тоа што тој човек, нема да го спомнуваме, но ајде да го спомнуваме. Поранешниот председател Иванов, Поранешниот... но тоа говорот однапред подготвен и е веќе и пласиран пред да го... Не, прво го едитува,
а подоцна го испратија. И не е ни тоа битно, мислам, небитен детаљ е. Интересно е тоа што и двајцата се согласија еден со друг фактички, без малку како да на исто место седеле и отприлика биле присутни на ист брифинг. Новинар си знаеш како тоа оди по брифинг. Да, но еве Исмел, од тука потекнаа моите прашања од почеток за тоа што се случува сој во Социјалдемократскиот сојуз и има ли некој организиран, простете на терминот, антизаевизам од страна на некаков си бранковизам. Знам дека е грубо и тоа не е опишано во теоријата. Тоа се две различни работи. Прво, Бранко Црвенковски се разбира бил председател на оваа земја од 2009 година не е. Според тоа е небитно. Многу врзавме тајмингот. Денот пред почетокот на е нешто кампањата. друго. Тој се разбира дека има одредени размислувања, предпоставувам, за тоа што му се случува околу него. А и членството го замрзна како реакција на едно интервју на актуелниот премиер за Бугарска новинска агенција, нели? Добро, ама тоа е толку длабоко минато. Така што да зборуваме за некаков бранковизам, наспроти за некаков заевизам, иако не ми се допаѓа ни едниот ни другиот поим, термин, не знам што тоа значи. Зоран Заев едноставно е човекот кој што застана на чело на СДСМ, застана на чело на владата која што ја формира 2017 година, направи тоа што направи, значи го направи Преспанскиот договор, ја зачлени Македонија во НАТО, ја доведе пред портите Македонија, секако беше, но ја доближи максимално до портите на преговори на Европска Унија, промовираше многу вредности заради кои што сите ние по улици одевме, не успеа да направи уште многу работи други, а предпоставувам, но ако сака да кажам и да можеме и да зборуваме, направи многу пропусти, не успеа да направи многу работи, а требаше, но на крајот на криштата Зоран Заев сепак не е кандидат за светец. Да беше кандидат за светец, ние тука не може да разговараме за него, во синодот за такви работи разговараат. Че тој е еден нормален, пристоен, но и успешен македонски политичар. Чував за крај прашање дали планирате, мислите нешто, дипломатијата некако како да ве одминува, но многу дипломатски ви беше одговорот околу експредседателот Црвенковски. Вие бевте министер за култура во владата на Бранко Црвенковски, имавте некаков конфликт во фаза на една владина реконструкција. Очекував да малку бидете по-груб кон таа личностно, дипломатски. Тоа еве прашањето сега се подготвувате за дипломатија, можеби сега. Не можам да кажам дека Црвенковски се шегувам, малку сум сериозен. Гледате да ви кажам, многу лоша услуга си направи сам на себе и на својата политичка биографија Црвенковски со тој настап во МАНУ. Тој доволно направи за да прилично падне во очите на многумина. И сега јас уште тука да седнам да истурам уште неколку реченици да додадам на веќе прилично потпаднат човек, не би било давнешната не ми така ве разбирам. Културата не ми го допушта. Простите што ве ставам во таква ситуација, но тука сте спроти мене, нели? Простете, ве враќам и на 97-ма чинам. Шеста. Тогаш ли имавте конфликт исто кога бевте прв и портпарол на владата, бевте министер за култура. Што се случи тогаш? Малку му се налутивте поради реконструкцијата. Ве враќам и на локалните, на урбаното и на руралното крило. Дали и тогаш победи тоа рурално крило на сметка на урбаното, каде што жртва беше на некој начин и Ѓунер Исмел? Во Македонија сите сме урбани луѓе. Нема во селата се секако подиспразнати селата, скоро и да нема село. Сите сме припадници на едно урбано граѓанско граѓанство. На културолошката матрица индивидуална. Ме читате добро, знаете што прашувам. Тогаш да подсетам,
конфликтот или недоразбирањето или разликите се создадоа околу концептот на јавниот сервис и каков треба да биде. Односно каков не треба да биде, а тој се уште е таков како што... радио телевизија. Да. Значи, главното недоразбирање беше во врска со тоа. И тогаш на крајот на кришта се покаже на инфлангранти, што се вика најотворено, дека овој концепт сега, што го генерира јавниот сервис, таков, фактички датира од тогаш. Тој не е тој пронедок на ВМРО, тој е пронедок на луѓето кои што во име на некаква власт или не знам што, го владеја тогашното МРТВ и ништо не е променето. Молим? Ништо не е променето. Не само што не е променето, туку е влошено, се разбира, но духовните татковци на ваквото датираат од тогаш. Датираат од тогаш и тогаш се случи тој груп гест на генералната директорка, кој што владата имаше намера да го премолчи. Јас со тоа не се согласував, на крајот на криштата во изведена надлежност, јас сепак бев одговорен за состојбите во медиумите и така јас пред реконструкцијата си поднесов оставка и никому ништо, се разбира. Јавниот сервис продолжи да пропаѓа и еве го денеска каков е што е. Лапидарен како што и бил тогаш, да. можеби, но активен сте во партијата, во Социјалдемократскиот сојуз преку некои линии организирано или пака само преку лични контакти, или сте само фан? Дали имате книжка активна? Не сум само фан, не сум само гласач. Таму имам другари, имам пријатели, имам многу млади луѓе кои што се желни сепак да знаат, учат, сакат да научат. Јас сум скоро секојдневно присутен меѓу нив. Ми допрете до прашањето. Што им порачувате на младите партиски кадри во смисла да не биде тоа што вие оценувате како негативно и како карактерни особини, и како организација, и како чала малку, нели, она што ги бие, затоа го спомнав терминот рурални, урбани. Кога СДСМ доаѓа на власт, јавноста има впечаток дека се оддалечуваат од граѓаните, од гласачите, за разлика од ВМРО. Не знам дали вие го делите тоа мислење, но не одам толку широко. Во таа смисла ми е прашањето што ги советувате младите партици? Прво ги советувам, се разбира, да работат на своето образование. Значи, никогаш не постои нешто што се вика вишок на образование. Да работат на тоа. Второ, да работат особено на дознавање, осознавање на политичкиот систем во кој што живеат и работат. Трето, ги мотивирам или се обидувам да ги мотивирам за тоа да можат, бидејќи действуваат во едно општество, да можат да ги прочитаат потребите на граѓаните на општеството. Има ли млад политички потенцијал? Македонија воопшто, не мислам само на нема. Гледайте, една партија. До таму 1. јули 2017 година оваа земја доживеа, беше и со диагнозата на примени, ова беше окупирана земја, опустошена во секој поглед, и материјално и духовно. Според тоа, ова се скроз нови генерации. Некои од нив не биле ни родени кога јас сум бил министер. Или кога е Социјалдемократскиот сојуз основан. Младото крило, поготово СДММ, па никој од нив не бил роден. Така. Најактуелното, ќе го издржи ли актуелната влада се посилниот притисок, особено после локалните и после овие премрежија со браниски притисокот од опозицијата, или што вели аналитичкиот нерв на Исмел, ќе се оди сепак брзо на предвремени парламентарни избори, некаде до пролет или најдоцна до есен до година? Јас искрен да бидам така со лесна насмевка ги дочекувам овие длабокоумни анализи за тоа дека на оваа земја и требало, не знам, широка коалиција, на оваа земја и требало, не знам, избори после 90 дена, или не знам,
Ова земја прво ќе има избори 2024 година. Тоа мора така да биде. Но факт е дека не функционира собранието, дека ниједен закон не може, ниједна реформа да се спроведе. Каде е лекот? Токму заради таквото собрание, токму заради таквата коалициона композиција на власта, фактички сите кривици за тоа што не се случи ова, не го направи ова или го прават ова, го прават ова и така натаму, фактички и тоа се истура врз масата како фактура на Зоран Заев, тоест на СДСМ. Молам, граѓаните гласаа така како што гласаа и се создаде политичка композиција такава каква што е. Ако очекуваат дека ќе дојдат 20 нобеловци со Зоран Заев заедно... Но добро, Исмаил, што правиме со парламентот кој не функционира, кој се блокира со илјадници закони, со... Кога парламент не функционира ништо, нели? Нели се изборите сепак подобар метод за управување со државата. Демократијата е тоа. Ке талкаме собраниски натаму. Ме интересира, декември се наближува, словенечково преседателство, нешто многу позитивни сигнали, еве и холандскиот премиер дотрча. Што велите, има ли шанса конечно на некој начин да се најде таа формула Бугарија да ја крене барем привремено рампата за да почне Македонија преговори со Унијата? Се ова е прашање фактички, ова не е прашање од $1.000.000 или за $1.000.000. Ова е прашање кое што треба да се постави во Брисел и тоа не во канцелариите на Европска Унија, туку во канцелариите на НАТО. Очигледно во Бугарија или во штабовите на НАТО, внимателно ви кажувам, значи во штабовите на НАТО, не се свесни дека одредени кругови во Бугарија произведоа еден крупен безбедносен проблем, во кој што во Македонија, така да се каже, немаше никакво учество, осем овие поединечни екстензии на кој знае кој што како оттаму, еве, Каракачанов ќе истури некаква салва, од тука веднаш терцира. Знаете, на Балканот се некојаш работите малци и попросто може да се видат. Ако еден оган стои запален, ќе го крепиш и ќе му дотуреш по малку бензин или газија или ќе му ставиш некој сува дрвце да гори, да се одржува огнот. И ние влеговме во една ситуација во која што, нели, и за тоа е Зоран Заев крив. И на локалните избори што се случи на крајот? Од овие што се незадоволни, од овие што се несреќни, или оние кои што очекуваат кој знае што, и луѓе кои што, еве, например, го мразат речникот на Зоран Заев или дикцијата, на крај што се случи? Мрчатори, нели така наречени, ние со валканата вода и детето ќе го истуриме. Кажавте вие, според мене, една дефиниција силна, дека оваа власт, начело со актуелниот премиер, ја помести НАТО границата за колку рековте 180-200 км. Да. Сега во Бугарија, ве враќам на прашањето со реченица 2, вокабуларот таму, од историскиот, сега се поместува на човекови права. Прави ли со тоа бугарската политика ја трга историјата, историчарите простор за теми со кои може да се комуницира во Брисел, за да може да се најде решение? Дали тука препознавате некое омекнување, условно да речам, и некоја добра волја или под притисок? Од таа авантура во која што влезе Бугарија на крајот на криштата или бугарската политика, ние не треба да профитираме на лош начин. Со тоа што, например, ќе ги натераме да излежат таму каде што плукнале. Треба да им се овозможи честно да истапат од целата приказна. Прашањето ми е дали има сигнал некаков, еве ги остават темите за кои едноставно не може ни да се реши. Кога се префрлува темата човекови права, тоа е европска тема, да. Хипотетично. Кому ќе смета ако во уставот во наброените националности бидат и бугарите? Мене не би сметало. Не е воопшто тема, да речеме, хипотетички зборуваме. Постојат веројатно некои места каде што нема што големи и долги дискусии да се прават. Ова безсмислено со комисиите за историја е всушност вентилот низ кој што може да се испуштат. Иначе,
Никаде историјата не ја напишале комисии, никаде не постои договор за тоа. Историчарите ќе се договорат дека Првата светска војна во Македонија почнала на 8 април. Историските настани се неменливи, се случили како што се случили и така натаму, може да ги гледа секој од. Друго ми е прашањето на крај, спомнав околу дипломатијата. Никогаш Ѓунер Исмаил не размислувал да биде амбасадор некаде. Може би сега размислува на зрели години со ова искуство. Јас не сум бил министер за надворешни работи, па да од тој ракурс ги гледам работите. Јас сум бил министер 2 пати. И да бидам амбасадор, прво, тоа е тешка работа. Особено во македонската дипломатија, бидејќи нашите амбасади се фактички... Добро, колку што ве познам, вие никогаш не сте бегале од тешки работи, не сте избегнувале комплицирани ситуации. Но сум пробал да се замислам во таква една улога, не можам да се домислам и не мислам дека е тоа нешто што би требало или што би сакал да го работам. То не значи дека можеби не би можел. И постои еден цел разработен систем во Министерството како се дообучуваат и така натаму и така натаму. Ајде, нешто од таа технологија ми е познато сега да не... Дистрикт нека пушти некако сигнал во јавноста и во потреба, тие кругови. Јас доволно се шегувам. Прошетам. Во пензија сте, но не верувам дека и никој не верува дека сте вие пасивен пензионер. Пишувате нешто, раскази, можеби поезија, можеби нешто околу издаваштвото, повторно роман, можеби некој... Не, од белетристика не. Се уште во мојата организација Форум Центар за стратегиски истражувања се разбира каде што сум и председател на управниот одбор, помагам со текстови, со совети и така натаму околу проектите што таму се работат и се во главном концентрирани Постојано ферментира интелектуалниот капацитет на авторот. Дистрикт Цивил Прес Студио, Ѓунер Исмаил, ви благодарам. Молам.